битката за трговски центар е битката за Скопје, а битката за Скопје е битка за Македонија. За мене две точки во поновата скопска историја се страшни. Земјотресот 63-та и големите христијани кои што ја претепаа првата архибригада. Тоа се два настани кои што го убија Скопје. И тоа е ден кој што два дена кои што ќе останат запишани со црна дамка, дека тоа не се исчистиме, градов не може да живее. Скопје е еден град на не само на згради, тоа е еден град на луѓе. Луѓето го прават Скопје. Значи ние го правиме Скопје. Тие згради не значат ништо. Ние сме тие кои што ќе сме важни. И затоа мислам дека не е ништо страшно и владата не треба да се плаши од тоа, да не остави да бидеме различни. Не мораме да бидеме униформирани. Зошто нашиот град би бил униформиран? Зошто не би биле различни? Затоа што мислам дека разликите не прават да бидеме побогати. Она што е исто, многу често завршува во инцест. Униформирано. Разликите се оние кои што ќе не направат побогати. Слободно може да се го остава тоа. Не е страшно. За сите оние што се против модернизмот или не веруваат дека станува збор за убава зграда, нека веруваат дека станува збор за значајна зграда. Зграда која не само била дом за сите овие мислам луѓе кои стопанисуваат во објектот, него била дом и за уметници. Ирина да се јави, ако е тука негде. Кај си? Ние лицитираме. Живко е автор, Јанко е автор, ова било не може да бидат тие показатели релевантни или релативни, затоа што ние водиме овде ка војна необјавена со држава, со еден моќен апарат кој не застанува на ниедна успутна станица и мислам дека треба да бидеме свесни за таа реалност. Гауди е жив Бог бил док ги правил објектите во Барселона, иако за волја на вистината тој е некој модерен барок. Меѓутоа, авторски барок на кој сите му се клањале. Кај нас во што е проблемот? Нарачаталите не ни се на ниво на барањата. Према тоа, во историјата Перикле и Фидија биле на исто ниво.